Ајде да го сменим уставот заедно, без било какви гаранции, така ќе ја споделиме одговорноста. Која црна одговорност? Венко Бугари во устав Филипче очајнички бара начин да го вовлече ВМРО ДПМН и премиерот Мицковски во собствената кал и бара од него и од ВМРО заедно да ја споделат одговорноста за предавството што го направија во минатото, прво со името, па преку договорот за добрососедство, па преку францускиот предлог и сега на крај за уставните измени. Ова е апел на Филипче до власта, таа да седне со нив и да потпише нова капитулација, па така да застане рамо до рамо со него и со другарот Заев и да ја споделат одговорноста за предавството. Веројатно и самиот е свесен дека ако остане вака или ако ете власта извојува некоја победа со добивање јасни гаранции, ќе излезе дека само СДСМ е таа која потпишува капитулација. И како намерно да брза Филипче, како да чувствува дека нешто може да се смени во Европската Унија, да биде прифатена некоја од оние иницијативи за избегнување на абсурдните вета, па да испадне дека направиле фатална грешка додека беа на власт, или дека предавствата на нивната влада ќе бидат уште поголеми. И наместо да стисне заби и да види дали некоја од оние иницијативи ќе помине, па Македонија баре малку од малку ќе куртули, тој запнал Бугари во устав, па Бугари во устав. А бебе, не мора да ја поддржува владата. Само нека престане да врши притисок однатре и да ровари. И нека не повторува како папагал. Само нека почека малку, па ете да видиме дали Европската Унија ќе смени нешто. Ама не, тој мора да го оправда предавството сторено од неговиот другар Заев. Така што може да му замерите на Филипче за се, ама мора да му признаете дека е верен другар. За да не го разочара Заев, подготвен е да биде и тој запаметен во колективната меморија на македонецот како еден од најголемите придавници. Сите ќе не пушти низ вода, вклучувајќи ја и државата Македонија. Изгледа мантрата му е: другар Заев, ми ти се кунемо.